Денеска размислав што ви зборувам и колку ствари ме прашува секој ден, што ќе збориш, Александр, што ќе збориш? Ја прилика знам што ќе зборам, а тоа наслов ми е тежок, ама смислив, добар и верувам дека од Господ. Така да денеска ќе ви зборувам дека ние сме небесни граѓани. И тоа никош не треба да го заборавиме, заради тоа што ако го заборавиме, ќе ни биде многу тешко да го живееме христијанскиот живот. Се слушувате? И треба нон-стоп да се подсетуваме или постојано, почесто, дека навистина не припаѓаме на овој свет, туку дека припаѓаме на нешто многу повисоко, многу поголемо. И ако навистина тоа го осеќаме, ние ќе ги менуваме работите околу нас. А ако не го осеќаме, ќе ни биде многу тешко. И една од работите како ние го осеќаме тоа е кога веруваме што Библијата вика за нас. Друга работа како го осеќаме е кога збореме небески јазици. Се слушувате? Значи не можеш да се осетиш ти како македонец ако не збориш македонски. Така е. Турски ако збориш тука, тешко ќе ти биде да се осетиш како македонец. Ќе се осеќаш како турчин. Така треба да збориш македонски во Македонија да ти биде лесно да се прифатиш дека си македонец. Нистиот начин ако сакаш да се прифатиш и да веруваш дека стварно си небесен граѓанин, би требало да зборуваш на небесни јазици. Не сакам да ве обесхрабрам за тие што не зборите, бидејќи верувам и за вас дека и вие зборувате. Знаете, ја малце си ја променив, да не кажам, теологијата околу тоа дека ние треба да се молиме за некој тек да почне да збори на јазици. Ја верувам дека сите зборувате на јазици, ама треба да го ослободите тоа од вас. Така да немојте да се чувствувате обесхрабрени, јас го немам тоа. И ти го имаш. Јас сум сигурен дека го имаш. Така да верувам дека после денешнава проповед ќе бидете уште поохрабрени да го практикувате тоа што Господ ви го дал. Амин. Океј, ако може да почнеме од некаде, може кој да видиме што пишува во Јован 17 глава, 16 и 17 стих. Пазете, Исус збори тука. Значи, чим Исус збори е важно. Вика, тие не се од светот, како што ни јас не сум од светот. Замислете, може да прокламирате вие за вас да кажеш, ја не сум од светот. Како ќе се чувствувате? Може да кажете? Јас не сум од светот. Какви чувства ви раѓа? Чудни? И треба да е чудно, и тоа е убаво. И кога збориме на јазици, малце сме чудни. И за нас сме чудни. А и треба сме чудни. Зашто ако не сме чудни, ќе бидеме премногу нормални за овој свет. Ако си премногу нормален за овој свет, тешко дека ќе именуваш работите. Има логика? Така да, добре си малце чудни. Така да Исус вика, посвети ги во вистината, твоето слово е вистината. На друго место Исус вика, ќе познаеш вистината, вистината ќе те ослободи. Така да ти ќе бидеш слободен, кој ќе сватиш дека не си од овој свет. Нема толку многу лесно да ти се лепа проблемите овој свет близко до тебе. Току ќе веруваш дека имаш поголема сврха за тоа зошто си тука. Многу важно. Јас спремив на лист неколку стихови, што мислам дека ќе бидат важни, ако ги запишувате или ако ги слушате после се исто. Али Библијата која зборува дека ние сме небесни граѓани, она што сака да каже дека ние сме граѓани од нечија земја. Така, ако си небесен граѓанин, граѓанин си или припаѓаш на нечија територија. Која што случајов кој е? Небото. Некој да не каже Европска унија. Небото. Политички да не се збуниме. Небото, амин. Така да оно што е важно да разбереме дека, или да разберете, сите заедно, дека ние не треба физички да умреме за да припаѓаме на Небесното царство. Значи не мораш. Дека си тука, си тоа.
Зошто си? Заради тоа што Бог те стави таму. Може колку да име Колосијани, 1 глава 13 стих. Овие се многу убави вести. Значи таму пишува дека Бог е тој кој што не пресели во царството на неговиот сакан син. Ти ништо не требаше да правиш, он те пресели. Така пишува. Тој не избави власта на темнината и не пренесе во царството на својот сакан син. Што значи дека ти сега си веќе пренесен таму. Многу проповедници проповедаат, тек треба нешто ти да влезеш или Господ да те пренесе некаде, ако се однесуваш вака или вака. Библијата вика дека веќе си пренесен таму. Но за да ти почнеш да се чувствуваш дека си пренесен, треба да медитираш, да размислуваш и да зборуваш небески јазик. Тоа би било под број 1, ако веќе некој запишува. Под број 2, што е важно да знаеме, дека нашето имуштво од сега е документирано во книгата на небесното државјанство, независно моментално каде се наоѓаш. Значи, таму негде си пишан. И тоа го пишува Лука 10:20, дека твоето име е напишано во книгата на животот. Многу во чувство да знаеш дека таму има некоја книга на небо и го пишува твоето име. Како ќе се чувствуваш? Многу убаво ако веруваш дека е така. Ако не, ќе мислиш Александар е досаден што зборува. Значи, нема средина, или едно или друго. Така и вика Исус, вика, не се радувајте на тоа дека духовите ви се покоруваат, туку радувајте дека се вашите имиња запишани на бесата. Амин. Зашто треба да се радуваме? Се радуваме, али ќе се радуваме ако навистина веруваме дека твоето име некаде напишано во книгата на животот. Трета работа што треба да знаеме, и тоа го кажав неколку пати, како припадник на една нација, тебе ти е даден јазик. Како би комуницирал со небесниот свет во кој што припаѓаш? Може ли да прашам колку од вас зборат на нови јазици? Може рака да имам? Колку од вас зборат секој ден на нови јазици? Не, пува да не бидете од оваа страна. Да, не е ова за критика, али јас сакам да во храбрам да зборуват. Знаете, џабе имате кола ако не возите колата, така? Џабе имате дар ако не го практикувате. Така да Библијата не охрабрува, практикувам и верувам дека после ова проповед ќе ви створам желба, апетит, уште повеќе да зборувате на нови јазици. Зошто? Заради тоа што јазиците се знак на припадност, дека припаѓаш, како што кажам во почетокот. Колку повеќе зборуваш на јазици, толку си посигурен во тоа дека навистина припаѓаш на царството. Така да кога збориме на јазици, уште поише се зацврстуваме во нашиот идентитет, кои сме ние. Кога збориш на јазици, се потсекаш дека си негов, дека му припаѓаш на Господ. И тогаш знаеш дека Светиот Дух е постојано со тебе, затоа што ти го ветил тоа. Со други зборови, ти никогаш не си сам. Може да веруваш тоа, никогаш не си сам. Почни да збориш на јазици, ќе сватиш. Светиот Дух е со мене. Многу во чувство. Дали знаете дека јазиците се Божи зборови? Не се твои, тие се Божи зборови. И дали знаете дека Божите зборови никогаш не се враќаат празни. Ту секој пат го исполнуваат она за кое што се пратени. Така да ти некојаш не знаеш што зборуваш, но кога ќе почнеш да зборуваш во духовниот свет, ти јазици што ги зборуваш, ги молиш, секогаш ќе донесат плод и манифестација. Така да размислете следен пат дали треба да зборувате. Иако не разбираме, треба му веруваме и ќе видиме што ќе се случи. Не знам дали сте читале 1 Коринтијани што кажува Павле за тоа, али Павле вика, јас сакам сите да зборувате на нови јазици.
И потоа знам дека оваа порака е за сите. Вајда Павле знаел што зборува, нели? Ако Павле е мислел дека е важно сите да зборуваме на нови јазици, тоа во превод значи или контра од тоа што го рекол, нема да функционира све оке во твојот живот ако не збориш на нови јазици. Ќе бидеш исплашен, ќе бидеш збунет, може би нивото на нивера ќе ти се намали, и од таа причина се оно што Библијата вика дека е корисно за тебе, треба да го имаш и да го практикуваш. Така да тоа е во тебе, тоа е за сите и треба да го ослободиш. 1 Коринтијани 14:4. Кој од вас сака да расте во верата? Сака некој? Сака да се изградувате во верата? Или таман вие? Сакате. Видете што вика у 1 Коринтијани 14:4. Кој зборува на јазик, се надградува себе си. Оној што пророкува, ја надградува црквата. Ти не можеш да надградиш некако сам не си изграден. Значи, ако почнеш да збориш на јазици, ќе можеш и да пророкуваш покасно. Многу луѓе сака да пророкуваат, а не зборат на јазици секој ден. Али тој се како отворена врата за нешто друго. Така да ако одговорот на моето прашање е ти сакаш да растеш и да се изградуваш, еве ти како. Така ли е? Амин. Ај слава на Господ, може на аплаузи Исус. Се размрдате. Да јав некој друг проповедник и ви каже станете, мрдајте. Ви треба. Значи, кој зборува на јазик се надградува себе си. Ја верувам дека има некоја блокада во нашите животи ако не збориме на нови јазици. Јам еден пријател ви кажува, може би од Поградец, овој пример, и он вика дека не зборил на нови јазици заради тоа што мислел дека не се за сега, дека се за пред, дали, не знам кога, порано само, дека заедно со апостолите исчезнали јазиците. И вика, бев многу фрустриран христијанин. Значи, се нешто ми фалеше, се нешто нервозен бев, напнат бев. И кога почел да зборувам на јазици, најнаш мир доживов, трпение, поголема вера, поголема надеж. Едноставно свежо гледав на работите околу мене. И најнаш глас ми дојде и ми рече, абе ти си интелектуалец, не треба да збориш ова бла-бла-бла што не разбираш. Ова се глупости, не ги збори овие јазици. И најнаш поверував на тој ѓаволски глас. И престана да зборувам. Кога престана да зборувам, повторно се врати фрустрираноста, тагата, депресијата, иако бил христијанин. И кажа што све добро му донело зборувањето на јазици. И тоа сватил дека он ствари се изградува во неговиот дух и во неговата вера, кога збори на јазици. Без разлика дали го разбират или не го разбират. И кога почнал повторно да зборува, мирот му се вратил, радоста му се вратил, контролата, трпенијата и повторно почнал да се изградува. Многу важно. Така да ова не е само теорија што ви зборувам, туку и вашиот живот во пракса може да си го доживеете дека навистина така. Многу луѓе ќе кажат, Александре, бе, ние го знаеме, мислам нешто ново ќе ни кажеш. Ако не го правите она што треба го правите, треба да се подсетуваме. И да знаете колку од вас крена раце, секој ден што се молат, се многу малце. Што значи дека треба да се подсетуваме. Нема корист нешто Господ да ни даде и тој дар да го чувате во себе, ако тој дар не ви користи, за да може да се изградувате. Многу важно. Во Јуда 20 стих, исто потврди имаме тука. Вика, вие, мили мои, изградувајте се себе си врз вашата вера, како молејки се во Светиот Дух. Ако ви треба да се изградувате во верата, молете се во Светиот Дух на јазици. Ево уште еден пример. Така да ние како црква, ако сакаме да растеме, ако сакаме да се изградуваме во верата, во нашите христијански животи,
мораме секој ден да зборуваме на езици. Баш еден човек нешто зборуваше како луѓето билдаат мускули или како се одржуваат во здравје. Интересно беше, вика, ако ги измиеш зъбите еднашка, никаква корис нема од тоа. Ама ако ги миеш секој ден, ќе биде друго. Така вика, ако земеш да вежбаш малце, еднашка, никаква корист. Ама ако вежбаш секој ден ќе видиш корист. Нистиот начин, некој ќе рече, бе, зборев на езици, Александар, ама некако немаш ефект. Зборувај секој ден и ќе видиш. Многу важно. Што се случува ако некој праша, па на кој начин ние ќе растеме или на кој начин ние ќе се изградуваме практично во нашата вера ако збориме на езици? Најважно е ќе бидеме зацврстени во нашиот идентитет, кој што кажав. Ќе знаеш дека му припаѓаш на небото. Ќе почнеш да се чувствуваш како небесен граѓанин и ќе растеш во авторитет. Ќе знаеш, ја не сум од овој свет. Ја можам многу повеќе да направам. Моето ниво на вера ќе биде многу повисоко. И што можеш да очекуваш кога ќе почнеш да растеш додека збориш на езици? Да чуе се статистики кои што сум ги читал за луѓе што какви биле пред да зборат на езици и какви биле после од кога почнале да зборат на езици. Едно од тие работи е што луѓето стануваат посмели да сведочат. Знаете, кога зборуваш на езици, не викаш, чекај, другите ќе почнат да евангелизираат, па ако и другите го прават, то јас ќе го правам. Додека збориш на езици, секакви чудни идеи ќе ти текнат. Што значи тоа? Од нигде никаде ќе одиш и ќе му проповедаш на некој на улица. Од нигде никаде ќе почнеш да му збориш на роднина, што може би порано никогаш повеќе не сакал да слуша за Господ. Наеднаш ќе ти кликне, Свети Дух ќе ти даде смелост и ќе почнеш да збориш. И ќе бидеш чуден и различен, ама ќе го направиш тоа. Тоа ќе се случи кога збориш на езици. Кога не збориш на езици, ти си исплашен. И викаш, па другите нека го прават. Ми разбирате? Значи, кога практикуваш, тука не зборувам дали имаш ти дар на зборење на езици. Ако не го практикуваш, исто кога го немаш. Тука зборувам, ако секојдневно го користиш тој дар и се чувствуваш дека си небесен граѓанин, ќе правиш работи кои што никој порано не ги направил. Ама ќе ги направиш што Светиот Дух ти кажа да ги направиш. Амин. Амин. Ова е добро место му стапа уст Исус. Да. Разбирате ли нешто што зборам ја? Дај Боже. Значи, станувате посмели да сведочите. Втора работа, се здобивате со вера за надприродното. Што значи, наеднаш ќе поверувате дека ако вие почнете да се молите, некој човек ќе биде исцелен. Баш вие. Не Станко Петко или Бенихин ако дојде. Вие. Значи, ќе зборите на езици, ќе ви штракне нешто у главата, смелост ќе ви дојде, ќе каже, абе, јас сум различен од другиве, па не треба да чекам нешто. Господ ми дал јазици, Светиот Дух е со мене, оној што го воскресни Исус од мртвите живее во мене, па мене ќе ми текне, ќе се молам за некој. И преку мене Господ чудо ќе направи. Тоа ќе се деси ако зборите на езици секој ден. Такви работи може да дискусувате и такви работи ќе гледате. Повторно ќе кажам, не ако имате дар, па ви текне еднаш неделно да зборувате. Тогаш зъбите ќе ви се расипат, ако еднаш неделно ги четкате. Ама ако секој ден ги четкате, нема да идете на забар. Така? На истиот начин, ако зборите секој ден на езици, нешто ќе се смени во вас. И ќе е функционални и корисни за Божјото царство. Многу важно. Друга работа што ќе се случи, ќе се зацврстите во плодот на духот. Луѓе што зборуваат на јазици не се искомплексирани христијани. Луѓе што зборуваат на јазици не се исплашени, има трпеливост во нив. Порано црква викавме има нервозни христијани. Една ја викавме, дај да не кажувам, како може викам едно со друго не иде. Абе рече, нервозна христијанка е тајптен. Дај како идентитет. Ама не може, не иде, нели? Така да, кога ќе зборите на јазици, ќе се подсетите кои сте. И нема многу се нервират. Нема многу на луѓе да гледате, нема се споредуват, нема гнев да имате. Ќе бидете нормални во главата. Знаете, од црква
Зоран проповедаше минатиот пат, мислам, не многумина Господ нас не избра по тело силни. Знаете ли што значи тоа превод? Многу што дошли у црквата им фалело нешто. Значи, не сите што дошле во црква, дошле затоа што ете така најнаш имале откровение, вау, Господ умре за мене, ја ќе дам у црква. Не. Многу дошле што им требало друштво. Многу им дошло што се фалични, се искомплексирани, неисцелени. Ако вие не дозволите Господ да ви исцели однатре, вие ќе бидете опасни за оваа црква и за луѓето. Кажа, леле, такви ли ки вас бе? Чудаци, им фали све нешто, искомплексирани. Не значи дека такви не сме биле, али Господ сака целосно исцелување да живееме и да бидеме силни и надприродни, да бидеме супер луѓе. Кога ќе се случи тоа? Кој ќе зборувате секој на езици. Многу важно. Амин, да. Што ќе се случи? Полесно ќе го слушаш гласот на Бог кога ќе збориш на езици. Многу појасно. Знаете, луѓето сака да си пуштат музика да се утешат. Утешителот живее во тебе. Ако ти треба се утешиш, збори на езици, пее на езици. Некој Васкилиева сака да пушти и да му биде убаво. Нели? Тан-таран-та. Него му интересно. Да си се опушти музич. Или некој турска серија. Та турските кој ќе мене ми е хорор. Се некој се дере нешто. Со бркови некој. Како гледа бе луѓе? Страшна работа. После диазепами пијат. Така да го имаме Духот Свети, утешителот живее во нас, кога збориш на езици, Господ ќе те утеши. Кога збориме на езици, го тргаме притисокот од нас од секојдневниот живот. Така е. Пробајте. Ако сте загрижени, земете пола саат, молете се на езици. И видите како се почувствувате после. Господ ќе дојде во храбри. И оно што е најважно, кога збориш на езици, влегуваш во Божјата волја за тебе. Много важно. Верувате ли во тоа? Значи, кога се молиме на езици, ние сме водени од Светиот Дух и Светиот Дух ќе почне те води. И ќе влезеш во Божјата волја за твојот живот. Библијата вика, кога зборуваме на јазици, зборуваме тајни на Бог. Кој еден стик ќе ни спреми тука за го име пубаво. Видите што вика? Кога некој зборува на јазици, никој не го разбира што кажува, веќе тој не им зборува на луѓе, туку на Бог. Тој зборува интимни мистерии, тајни во духот. Значи му зборува тајни на Бог во духот, така пишува. И кои се тие тајни што ние му ги зборуваме на Господ? Значи, како Господ не води да го исполниме она за кое што не повикал? Што Господ сака да направи кога ни вика зборете на езици? Ја верувам дека сака да не благослови. Верувате тоа? Господ сака да ви ги даде жалбите на вашето срце. Господ сака да ви ги одговори работите што човечки се тешки да бидат одговорени. Јас знам за многу случаи кои што луѓе зборувале на езици, надприродни работи се случиле. Едно од поинтересните би рекол е кога еден познат проповедник Смит Виглсворт си има молено за човек што немал нога. И му рекол, моли се на јазици и ќе видиш што ќе се случи. Човекот купил кондури и почнал на јазици да се моли. И почнала нова нога да му расте. Зошто? Он не знал што зборува, ама неговиот дух бил силен и се случила манифестација. Он можел да сутепа молеки се на, може би, англиски јазик и ништо не се случувало. Зашто ние некојаш не знаеме како да се молиме. Интересно е што во Исаја 45:3 видите што пишува. Бог вика, ќе ти ги дадам богатства кои се скриени во темнина, тајни богатства. Ќе го направам ова за да знаеш дека јас сум Господ, Адонај, Бог на Израел, тој ќе те повикува по име. Значи Бог сака да ги даде богатствата што се скриени. И како ќе ти ги даде? Кога ти ќе почнеш збориш на езици, тоа што ствари зимаш од духовниот свет и почнеш да копаш, да го откриваш тоа. И додека се молиш на езици, ќе почнеш да видиш манифестирано богатство што Бог го спремил за тебе. И тоа значи кога зборуваш на езици, ти му зборуваш тајни на Бог. Тогаш се договараш со неговиот дух. Му викаш, Господе, не разбирам, но ти верувам.
И затоа ќе почнам да зборам на езици. И Господ ти вика, добро, тогаш ако ти ми веруваш дека збориш на езици, ние ќе се сложиме и ти ќе видиш манифестација за тоа. Некој ќе каже, ова е Стар Завет, а ќе има Нов Завет. Римјани 8 глава. Видете што вика. Така и Духот им помага на нашите слабости, зашто и ние не знаеме да се молиме како што треба. Затоа Духот посредува за нас со неискажливи воздишки. Значи, ние не знаеме некој пат како да се молиме на македонски и затоа ни е даден Светиот Дух да ни помогне. Но оној што ги испитува срцето, целосно ги познава нашите копнежи и ги разбира желбите на Духот. И Духот се застапува за нас според Божјата волја. И ќе кажеш, па што ли јас се молам, или што Дух Свети моли преку мене? Тука објаснато. Се содейства за доброто на оние кои го љубат Бог, на оние кои се повикани по Неговата волја. Некој пат ние го читаме само 28 стих и викаме ура! Нема ура без првото. Поврзани се. Додека ти се молиш на езици, Господ посредува за тебе. И ти треба да си смирен да знаеш дека секој содейства за твое добро. Амин. Многу важно. Слава на Господ, а? Амин. Со други зборови, кога зборуваме на јазици, ние влегуваме во нашето наследство. Библијата вика дека ние сме наследници. Али многу од нас не го виделе тоа наследство. Како ќе го видиш? Кога ќе зборуваш на друг јазик, ќе збориш во духовниот свет, тоаш ќе се разбереш со тие битија околу тебе, ќе се разбереш со ангелите. Ќе кажеш, тоа ли сакаш да кажеш? Да, тоа не разбирам, а тоа сакам да кажам. Аха, се е отворена вратата, сега можеш да влезеш. Како сме зборувале ние пред Господа не повика? Пишува дека Господ не избори уште од пред создавањето на светот. Во Јеремија 1:5 вика дека Он не познаваше уште пред да не вообликува мечината утроба. И се размислам, па како ние сме зборувале со Господ пред да бидеме сторени овој свет? На јазици. Што значи дека јазиците се твојот мајчин јазик. Не е туѓ, мајчин е. Сега си научил македонски, а не го заборај твојот. Така да верувам дека вие сите во духот веќе го имате тоа. Сите што сте на новородени, сите го имате тоа. Треба да го ослободите. Амин. Многу важно. Премногу теологија сум слушал, луѓе се борат против ова заради тоа што не им било јасно. Или затоа што некој го нема, се бори со стихови, зашто уште поише да го нема. Ја може да одговорам на сите тие прашања, ама не сме во библиска школа и не можам да премина во поучување, али има одговор за сите тие нејасни работи што може во умот ги имате. Слободно може да ме прашате, покасно ќе ви објаснам. Али е важно да ја трнете секоја пречка што треба да се трне за да може да зборите на јазици. Павле вика, сакам сите да зборувате на јазици. И додека зборуваме на јазици, сведочиме дека Исус на вистина умре и воскресна. Многу важно. И овие стихови ми се многу интересни да ги прочитаме во Марко 16 глава, 17 и 18 стих. Видите човек, а овие чудотворни знаци ќе ги придружуваат оние што поверувале Исус вика. Во мој име ќе истеруваат демони, ќе зборуваат нови јазици. Ќе фаќаат змии, дури ако испијат нешто смртоносно, нема да им наштети. Ќе полагаат раце на болни, а тие ќе оздравуваат. И понатака вика, а Господ Исус, откако им го рече тоа, се вознесе на небото и седна десно од Бог. Што од кога им рече? Од кога им рече дека ќе зборуваат на нови јазици. Се вознесе и седна одесно на Бог. Тоа значи дека ти секој пат кога збориш на јазици, ти сведочиш дека Исус на вистина умре, воскресна и е сега горе на престолот. Амин. И во духовниот свет тоа нешто се случува. Кога ти зборуваш на јазици, нема човечка сила, ѓаволска сила, каква било сила, да те спречи да го направиш она за кој што Бог те повикал. Зашто? Зашто ти викаш, мојот Исус, кој што воскресна мртвите и сега горе, он ми го даде ова. Ја можам се да направам преку него. И ти си сигурен, ти веќе не си збунет, ти веќе не си искомплексиран христијанин.
Ти си тој што ќе ги води работите. Без сега каде сте, дали сте во друштво, дали сте на слава, кај да е. Вие сте тие што може да ги смените сите работи. Вие сте тие цела атмосфера што може да смените. Зборете пола саат, влезете во таа просторија, се ќе се смени. Само го верувам тоа. Смит Виглсворт зборел на езици и бил тивок. И го сум му рекол, сега ќе видиш што ќе направам. Затоа што он често пати го годел и зборувал на луѓето наеднаш за Господ. И некојаш Господ го учел за неговото присуство и седнал во воз и некој човек бил карши него и он тивко зборувал на езици и бил свесен за Божјото присуство. Човекот карши него почнал да се треси и да плаче. И му рекол, кој си ти што направи? И го сум му рекол, сега може да почнеш да му кажеш кој си што бил. Така ние не сме свесни све што можеме да менуваме околу нас. Затоа што Божјото царство живее во тебе. Светиот Дух што го воскресни со мртвите живее во тебе. И он сака да се изрази преку тебе. Многу важно. Така да без разлика дали сте на работа, со колеги, во училиште, кај да е. Практикувајте секој ден зборење на езици. Ако треба, предискочите од дома. Некој ќе рече, Александар, како ќе зборуваме? Можеш у кола, можеш предискочиш од дома, можеш да најдеш тивко место, али немој да помине ден, а да не зборуваш на езици. Кажи си го тоа на себе. Нека не помине ден, а да не зборувам на езици. Знаете, ние што може да направиме? Се може да направиме. Се што сакаме може да направиме. Луѓето чекаат на нас да им покажеме пат и они ќе го следат. Али они ако виде дека ти си фаличен, ако си несигурен, ако си пон со неверие, ако не знаеш што преш, ако си збунет, никој нема сака да го следи оно што му го збориш на Исус, за Исус. Ако луѓето во твоите очи видат сигурност, они ќе сака да го следат тоа. Ако видат твоите постапки, ќе сака да го следат тоа. А ти можеш да се избилдаш во тоа. Ти можеш да се изградиш во тоа. Некој ќе каже, како Александар, на теолошки факултет идам, Библијата вика, без збори на езици, ете ти. Секој ден збори на езици. Ја не го кажувам тоа, Павле. Веле Павле знал што збори. У Ефесијани 6 глава 18 стих ќе видиме дека како зборувањето на езици ни помага постојано да се молиме. Павле вика, ја постојано се молам. Видете човек, 6.18. Вика, со секаква прозба и молитва молете се во духот, а во духот, значи во духот, зборува на езици. Значи може да се молиш на езици во секој време. И заради тоа, бдејте со сета истреност и со молба за сите свети. Ја верувам дека зборењето на езици не трга од себичноста, молиме и за себе и за другите. И можеме веруваме и за другите. Големи работи, кога збориме на езици. Го спираме патот и за нашите браќи и сестри. Така да ја верувам дека едно од најважните работи што може да ги правите како христијани е да зборувате на нови јазици. Некој ќе рече, ама Александар, нели е тоа да евангелизираме? Да, ама нема да имаш смелост да го правиш тоа ако не збориш нови јазици. Некој ќе рече, нели е тоа да пророкуваме? Да, ама нема да влезеш во пророчкото ако не збориш нови јазици. Некој ќе рече, ама нели е тоа да бидеме добри со семејството? Да, нема да бидеш ни тоа ако не збориш нови јазици. Тоа што ема се засвестиш во плодот на Духот Свети. Ки бидеш изфрустриран. Значи, од каде сакаш тргни, eventually, Библијата кажува јасно дека ти ќе се изградиш ако збориш нови јазици. Значи, некој ти дава алатка и ти вика, еве ти оклучот. И Господ не само што ти го дал, што дали ќе ти го даде или не се работи, туку дека ти го дал. Како ќе го користиш, се го станува на тебе. Господ со сила нема да ти отвори устата да збориш, ти треба да го направиш тоа.
Али убавината, ние не живееме според закон. Не живееме според благодат. Знаете ли колко е тешко да ви кажам, мора да биете трпеливи, мора да евангелизирате, мора да се молите за болни, мора да правите, ако не тешко. Много е тешко. Ние викаме Господ по благодат не спаси и Свети Дух ни го даде. И не да само една работа да правим. Збори на езици, песни на езици. Некој се чувствуваме ние што проповедаме као, знаете, на мало дете ќе му каже, ми зави секој ден аман. Каже го мрзи. Абе, ми за хигиена е добро. Мора да ми е. Така мора се подсетуваме. Секој ден зборите на езици. И ќе видите навистина напредок. Може да станем и да се молиме. И ја не би сакал да доаѓаат напред тие што не зборат на езици, али тие што не зборуваат и сака да зборуваат, ја ќе се молам за нив да тоа се активира во нив. Не Господа ви го даде тоа зашто веќе ви го дал. Јас тоа верам дека ви го дал. Али да се активира тоа вас. Така да во името на Исус, Господи, фала ти што ти ни кажа дека реки од жива вода ќе протечат во тробата на оние што веруваат во тебе. И фала ти, Господи Исусе, што тоа ти веќе ни го даде во нас, ни го даде дарот на Духот Свети да зборуваме на нови јазици, бејќи ти сакаш сите да растеме, Господи, ти сакаш да израстеме во нашиот идентитет, дека навистина сме твои граѓани, дека навистина ние зборуваме на јазик, а различен од луѓето овој свет. Ние сме поразлични од нив, Господи, бејќи тебе ти припаѓаме. Ние имаме авторитетот небо, Господи, да ги менуваме луѓето, да ги охрабруваме луѓето овој свет, бејќи ние тебе ти припаѓаме. Бејќи духот на оној што го воскресна од мртвите сега живее во нас. И ние сведочиме дека ти умори воскресна и дека си поставен десно на страната на таткото, каде што и нас не постави, Господе. И тоа го сведочиме кога зборуваме на нови јазици. И јас ти благодарам сега, Господ, за секој брат и сестра, Господе, во просторија, кој што се уште не го активирал тоа во него. Во името на Исус сега да го активира. И ние ти даме слава и фала, Господи. Може на песна да свириме и да збориме на нови јазици и додека тие што зборуваат нови јазици се молат на глас, останатите што не зборат, ја би ги охрабрил во овој момент да почнат да зборуваат на нови јазици. Ако осеќате потреба ја да се молам за вас, ќе се молам, не е проблем, може и напред дојдете. Фала ти, Господи Исус, говори Брошика, Брондо и Китерија Броши, Глараким.